Дискриминацијата постои, но зависи од целата заедница дали ситуацијата ќе ескалира како во случајот со малата Ембла во Гостивар, вели Никола Туфекчиев, родител на дете со Даунов синдром од Струмица. Потресани се од она што го виделе вчера во медиумите, затоа што имале и тие непријатности во текот на растењето и образованието на нивната ќерка, но сепак поддршката била поголема од пречките. Секако дека сме наидувале на вакви или слични случаи, само со голема поддршка од заедницата, сето тоа беше надминато. Инаку боли на секој родител тоа да му се случи, посебно на родител со дете со посебни потреби, нели? Ама пак ќе повторам, значи голема поддршка имавме. Први самите во семејството, потоа од пријателите, и од пошироката заедница, и во училиштето кај што учеше нашето дете. Али во секој случај тешко е и за самите родители, за самото дете. Таа случка е стварно немила и секако дека остава траги врз самото дете. Туфекчиев и неговата сопруга подолг период се активни и со Сдруженијето за поддршка на лица со Даунов синдром Вера, трудејќи се да се крене свеста на јавноста за потребата од прифаќање и инклузија на лицата со било каква попреченост. Струмица е сепак едно општина што можам да кажам се подобри условите за разлика од други градови во нашата држава. Благодарение на бившиот градоначалник, на сегашниот градоначалник, на директорите во институциите кај што беше Верчето, кај што е и денеска. Не знам дали ние имавме некоја посебна среќа во нашето одгледување и воспитување на нашето дете, али стварно бевме доста помогнати. Доста помогнати бевме и од заедницата и од сите околу нас. Четврто одделенката Ембла Адеми од Гостивар денеска е повторно меѓу соучениците во основното училиште Башкими во Гостивар. Таа не го почна второто полугодие во нејзиното одделение, бидејќи родителите на учениците од одделението бојкотирале и се жалеле на агресивност од ова 11-годишно девојче со Даунов синдром. Министерот за образование и наука Јетон Шакири утрово на својот Facebook профил соопшти дека на негово задоволство и на задоволство на нејзиното семејство, Ембла продолжува да учи, да напредува и да ги развива пријателствата со своите врсници.